Мараја Кери е надалеку позната како кралица на Божик поради незината хит песна која свири апсолутно насекаде кога ќе дојдат празниците. All I Want for Christmas ги руши рекордите на продажба и стриминг секоја празнична сезона. Сепак време е да дознаеме колку пари добива Кери за овој хит. Мараја Кери со децени е една од најуспешните пејачки во светот. Пред да ги спомнеме нејзините авторски права за божикната песна, прво ќе откриеме нејзината нетовредност. Американската пејачка, продуцентка, актерка и предприемачка е активна со децени. Таа е една од 15 најпродавани уметници во музичката историја. Има продадено над 200 милиони албуми ширум светот. Таа е и втората најпродавана жена уметник на сите времења веднаш зад Мадона. Сепак таа има повеќе песни број 1 од која било друга пејачка во историјата на американските топ листи. Во однос на незината вкупна нето вредност, Мараја Кери вреди неверојатни $350 милиони. Секоја година Мараја Кери заработува уште повеќе пари благодарение на една песна All I Want for Christmas. Минатата година имаше огромен пораст во однос на претходните години поради стриминг сервисите. Во овогодинешната божикна порака, кралот Чарлс одлучи да им се заблагодари на сите што му помогна на неговото семејство во 2024 година. По една предизвикувачка година во која тој и неговата снаа Кейт Мидлтон се отворија за нивните дијагнози за канцер, кралот Чарлс истакна дека секој поминува низ некакво страдање во одреден момент од својот живот. Степенот до кој меѓусебно си помагаме и поддржуваме без разлика дали сме верници или не, е мерка за нашата цивилизација. Денеска ви зборувам од поранешна болничка капела во Лондон. Мислам особено на многуте професионалци и волонтери овде во Обединетото кралство кои ги користат своите вештини и љубезност за да се грижат за другите, често на своја штета, изјави кралот Чарлс. Тој истакна дека искрено им е благодарен на несебичните лекари и медицински сестри кои го поддржаа него и членовите на неговото семејство оваа година низ проблемите што ги донесе болеста. Богот на колежот служи како моќно истражување на човечката природа, откривајќи ги комплексноста на односите и несигурната рамнотежа помеѓу учтивоста и хаосот. Оваа представа е потсетник за општествените норми, срекното детство и вистинската сурова комплексност на човечката природа. Излог кој се крши во милион парчиња наспроти лажниот морал и вечноста на суетата која без грешка сигурно води во пропаст. Представата нуди можност да се погледнеме кои сме, макар на 90 минути, за време кога публиката е учесник во арената. На големата сцена на Македонскиот народен театар вчера вечер премиерно се одржа представата Бог на колежот во адаптација и режија на Весна Петрушевска, а по мотивите на Бог на масакрот на Јасмина Реза. Токму оваа представа која зборува за врсничко насилство е коментар на случувањата во нашето општество во кое речиси секојдневно слушаме за тепачки меѓу учениците, булингот и секаков вид насилство. Оперските пејачи од Шпанија Ирене Палазон сопран и Хосе Луис Сола тенор ќе бидат гости на Васеличарскиот концерт на Националната опера и балет. Традиционалниот концерт ќе се одржи на 11 и 13 јануари 2025 година, а ќе диригира Оливер Диас од Шпанија. Оваа година се одбележуваа 30 години од првото одржување на традиционалниот концерт по повод празникот Василица, кој првично беше презентиран како програмски концепт во 1995 година на сцената на Македонската опера и балет и низ годините потоа тој стана препознатлив, популарен и еден од најпосетените настани кај нас, велат од операта. Ке се изведат некои од најпопуларните арии и дуети од познатите дела на Верди, Чилеа, Пучини, Маскањи и Доницети.